1300 тони ориз, односно 2400 тони оризова арпа ќе бидат складирани во стоковите резерви. Одлучи собранието откако ја усвои дополнетата среднорочна програма за стокови резерви. Со овие 1300 тони ориз се обезбедува 60-дневна потрошувачка, за што ќе бидат издвоени 100 милиони денари. Стоковните резерви се формираат од производи кои се од исклучително значење за животот на населението во Република Македонија и се користат во случај на воена состојба, военна состојба, елементарни непогоди, еколошки катастрофи, како и при поголемо нарушување на пазарот. Стои во соопштението од Министерството за финансии. Ова значи дека 2400 тони ќе бидат откупени од производителите. Ова е за поздравување, меѓутоа закасана е малку оваа мерка, сега што е направена, таа баравме за време на откуп уште кога ќе беше да ни се ослободе малку од нашето количество што го имаме произведено, за да може да добиеме некои во цена и во разлика на количините што ги имаме. Непознаница во овој момент е колку ќе биде откупната цена и дали со неа производителите ќе бидат задоволни. И цената производна знаеме сите веќе дека е 27 денара. И 6 денара од државата, тоа се 33 денара за ситните сорти, за оризовата арпа, и се што испод таа цена ние сме со загуба. Еве сега веќе април месец сме со загуба давањето на оризовата арпа, бидејќи се министерот нема продолжено мерката од 6 денари, иако ја баравме до крајот на август да биде. Во моментов во Кочанскиот регион има залиха од 10.000 тони, а на прагот е и новата сеидбена сезона.